да ми дојдеш на романтика. Браво, момци, фидбек, бенд, многу го започнавте утрото, ми изненадивте со оваа номера, морам да признам. Баш пријатно и ми одеше и погласно да пеам, но не сакав да ви се мешам во работата, но баш е убаво вака да се распееш со ваква музика. Една одбрана песна, како за добро утро, да. Ете од моето старо мало чаир. Ете, значи нема случајности, има зашто е всушност оваа песна одбрана, а и сите ја знаат, певлива е навистина, мислам дека нема кој не ја знае, не ја слушнал и не ја пеел оваа песна. Добре дојдовте, драго ми е што сте мои гости, овој пат за нешто ново, авторско, за Пали Запали, убав наслов за почеток на летово. Да, точно така. Прво, чест ние што гостуваме во твојата емисија. Поздрав на сите гледачи на Сител телевизија. Токму затоа сме тука, имаме нова песна и нов спот кој би сакале да ги презентираме, нели публиката да ги погледне, да ги види, се надевам дека ќе им се допадне. Така е, особено ете што е балада, емотивна. Чија беше таа идеја да биде така малку побавна, полна со емоции песна? Па, ете за песната ќе кажат Игорче, затоа што они од предходно нели ја има спремана песната. Песната е малку порано поодамна спремана. Идејата како беше, значи не е поврзана со некоја конкретна приказна или нешто посебно, едноставно ни се допадна песната таква како што беше. Првично песната имаше српски текст. Значи не е плагиат, не е копија, авторска песна. Да. Меѓутоа ние сакавме македонски текст, го сменивме текстот и излезе така како што излезе. А ќе биде објавена, планирате и на српски или засега не, засега е македонската верзија? Па да видиме првично како би нели поминала кај народот, сето кај македонски слушателите. Сега за сега ќе биде вака, ако нели во иднина не е исклучена можноста да има и српска верзија, пошто со текстот се е готова и српската верзија. Инаку српската верзија е дует, да се надополнам на Игорче. А автор на песната е нашиот пријател и колега Драган Дац. Он стои позади текстот, аранжманот, музиката. Значи комплетен автор. Да, Драган Ристовски и Гога Вучич. Така. Па дури и спотот го снимавме заедно со Дац, Индустријал медија, значи ретко има нели такви типови кои што можат се го спакуваат комплетно да ја завршат целата работа. Сме задоволни со работката. Сега таа верзија дуетска што е српската, и тоа е една интересна верзија која што нели со женски вокал се пее. Меѓутоа одлучивме да оставиме за понатамо, сега за сега да пуштиме само оваа македонска верзија. Да, ова не е дует, ова е не е само дует. на да, фидбек. српската верзија е дует. Да. Кои се членови во фидбек бендет, да ги поздравиме и останатите кои се учествувал во проектот, нели кои што не се присутни денес. Така, значи имаме уште тројца членови. Стефан Петрушев, Мајкл Карадаковски и Томислав Димовски. Значи дувачки инструменти, бас гитара и гитара. Меѓутоа не беа во можност да дојдат денеска и тие, се надевам во друга прилика ќе видиме комплетно вака сите. Да, и да имаме повеќе место да додадеме. Да. Па добро, ќе се смениме тројца па тројца. Така, може. Може и така. Тапаните нели денеска разбирливо ги нема, но затоа тука е дајрето. Да. Хармоника и клавиатури исто така свириш? Да. Колку време веќе свириш нови инструменти? Јас свирам од многу мал, да кажам, од мојата 5 годишна возраст, негде почнав во музичко училиште Нижо Додон. Понатака продолжив тој пат средно факултет на крај надоградување се. Во фидбек сум веќе 3 години. 3 години, а постоите 10 години. Така, повеќе од една Повеќе деценија. од 10 постоиме. Се имало промени во составот, нели, како секој тим, нели, не може да е... Од 2009 постоиме. Да. Јас сум основач на групата. Повеќе од Па да. 10 да, години повеќе од не 10 години. Да, повеќе, да. Меѓутоа последните години нели се повеќе имаме наши песни, авторски песни. Поинтензивно да речам. Да. Работиме наша музика. Да, добро, вие наскоро и 20 години ќе славите. Не бидете скромни да кажувате дека 10 години постоите. 10 не се малку воопшто. Не се. Но сега кога ми кажа всушност и рече си 20. Првиот настап е од 2009.
Каде настапивте? Памтите кај биле Па во некои почетоците? дискотеки, тоа свиравме претежно по клубови во Македонија, во дискотеки, во некои од клубовите тука по Скопје, тоа што постоја, веќе и тие клубови не Се постојат. сменети, да. Да. Веќе ретко што и постои. Меѓутоа ете тоа. имаме засилување Да, најнов член. со млади членови, првично со Димитар, да. А најнов е Александар, Александар, колку време да. си веќе во фидбек? Мислам најнов, нели, во Речи се овој една бенд. година. Да. Па официјално неколку месеци, да. Мислам, ете, ние од кога преговаравме, оставивме малку време, сето тоа да легне, да направиме припрема за нова песна, да си го спремиме теренот полека и ете сега е веќе све официјално, веќе сме почнати да работиме заедно. Неколку свирки имаме отсвирено заедно, полека си легнуваат сите работи, спремаме некои работи кои што ете јас можем да допринесам на некој начин од претходно, од моето лично искуство, од претходните бендови. Така да лесно се прилагодив, затоа што они се одлична екипа, мислам нешто што баш мене ми треба, јас сум и така навикнат со комплетен бенд кај што има и бас гитара и гитара, кај што има нели жив бубањ. Така сум навикнат од претходно и многу лесно се прилагодив и работата сега за сега си тече одлично, се надевам, ете гледам дека и за наредна година веќе термините се полнати, имаме доста настапи, доста свадби. Се надевам на добра и успешна долгогодишна соработка. Така, досега и објавивте некои сплетови, нели, на песни кои што ги слушаме исто и во позадина и народно и забавно, значи тоа дека декември вашиот снимивме со, Да. значи, и народни и забавни, значи, композиции, кавери, така да објавени се на нашите канали, Facebook, Instagram и на YouTube каналот, каде што кој сака може да ги погледне. Да. Значи тоа дека вашиот репертоар на настапи е исполнет и со забавна и со народна музика, дека за себе бива. Обично луѓето сакаат да чујат од се по нешто, затоа не случајно беа и овие снимки претходно, неколку македонски народни песни, неколку сплетови. Сега она што го спремаме, тоа што нели фидбек е препознатлив и од претходно со години, тоа е еден многу интересен латино сплет кој што имаме намера да го снимиме понатаму, уште некој забавен блок, така да едноставно луѓето кога ќе сакаат да чујат, да си створат една нели слика за фидбек како изгледа и како звучи, многу лесно тоа може да се провери, да видат, ете, од се по нешто да опфатиме, затоа што и мислам дека и сите услови ги исполнуваме и можеме да изведеме било каков стил на музика. Па и латино се бара, нели, на настапи, приватни веселби, забави, свадби, зошто да не? ние Па свириме тоа е еден веќе. интересен блок кој што си трае. Тоа се некои многу стари хитови од времето, меѓутоа гледам дека луѓето си ги сакаат и многу убаво поминува. Да, па зошто да не тогаш и да ги снимите, нели, да ги понудите на YouTube, за и оние кои што не виделе да може да видат, да се наскоро ќе информираат. може да ги видат, да ги чујат. Ќе имаме кавер исто со тој латино Да. дел. Латино. Неколку странски песни ќе има, Бруно Марс и слично, што ни се во план да ги снимиме, така да за брзо време ќе може да ги погледнат. Имав проблем ја малку со јазикот, додека ги совладам, уште ги пеглам песните. За латино зборуваме, за шпански? Да. Меѓутоа, нели со многу слушање, со проби, ете и колегите имаат трпение, мислам, пробувам да се прилагодам, да така да ми легне малку јазикот да го научам. Па како мал не си гледал шпански серии, шпански филмови. Малку, да. Се сеќаваш, мислам, кои Се не се сеќавам на сеќаваш, хитот, кои не на гледал. хитот. Кога сме биле мали, на малите екрани секаде имаше шпански серии, немаше Да. нели канал без некоја, односно мексиканска, аргентинска, како и да е, Место турски да се јаси. јужноамериканска, да. Сега пак е турскиот јазик, но се синхронизирани. Да. Не бе како шпанските, нели, можеше да се слуша таму и јазикот. Во однос пак на авторска музика планирате и понатаму да продолжите и во тој правец, бидејќи Да, рековте секако. кавери ќе правите, но авторска Секако, да, музика да. ви Имаме- интересира исто. Ете, понудени ни се неколку песни, така да видиме првично за што би се одлучиле и секако дека ќе снимиме. Меѓутоа, нели, нешто кога ќе имаме нешто конкретно, ќе презентираме кај вас. Да, овие прво вакво појавување за оваа песна промоција за... Да, баш прво, да. Баш ми е драго што имаме ексклузива договорени. денеска. Ова е ексклузива вечерва, да. Пошто ние во вторникот вечерта ја објавивме песната официјално. Да. Пред 2 дена.
Да, да, но јавно нели на Да, ова е прв телевизија настап. и во медиумите да речеме вака представено Да, прв пат да. ќе го погледнеме секако и видео записот во продолжение. Уште малку околу спотот, чија беше идејата, кој го осмисли првично, нели кажавте дека и со Дацо работувавте, па ета да има и модел во спотот, нели женски модел. Ајде, Игорче, поели. Па, идејата беше углавном на индустријал медија, значи Драган Ристовски, Гога тука, секако неговиот тим, тие го осмислија сето тоа, како би изгледало. Сепак требаше, нели, ние сме бенд, не може да, требаше сите да видиме во спотот, секој да има некаква улога, така да нивна е идејата за спотот комплетно. Наше беше само да правиме онака како што ќе кажат. Така. Да, на повеќе локации. Да. Гледаме, да. има и внатре во студио и надвор. Така, да. Да, со девојката исто, кој што е модел во Да, спотот. ете, голем поздрав до Мери. Така, Мери мислам дека многу добро се снајде. Многу така имавме добра соработка, затоа што е релативно млада девојка. Не е многу искусна во таа работа, меѓутоа ние сме презадоволни како си ја заврши работата, спотот искочи убаво, така како што ние баравме, така како што планиравме, а идеите ги реализиравме заеднички со Дац. Имавте слобода и вие да дадете, нели, Па да, сугестии. да. Значи некои идеи беа од нас, некои идеи веќе нели Дац му беа претходно припремени. Сега кога се работи со еден човек е многу полесно. Значи кога нема многу луѓе од страна за да треба нели да се комуницира со многу луѓе. Он ни беше се за тука за се буквално и за снимањето, за музиката, делото на аранжманот, некои делови кои што требаше можеби да се пресвират, да се сменат и така натаму. Спотот кој го снимавме, така да многу лесна и убава соработка имавме, затоа што имавме, пак ќе кажам, работа само со еден човек. Тоа, Да. мислам, ретко може некој кај нас да го направи. Да, сработи повеќе работи за да убаво изгледа, нели, Да. комплетно квалитетниот продукт Така, на крај. инаку многу поголема е тежината, нели, кога треба со различни луѓе да се соработува, сето тоа да се организира, малку е потешко. А вака многу лесно и убаво ја завршивме работа. Ти кажа дека имаш добра соработка и со останатите членови на бендот, но ајде и од другите членови да слушнам како го прифативте Александар, дали добро се снајде веднаш со вас, а и вие, верувам, бевте нели отворени за тоа ново пријателство. Секако ние му понудивме на Александар да дојде во нашиот бенд како пеач, вокалист. Он прифати, ние бевме многу задоволни првично, возбудени за нови соработки, на некој начин нови гледишта на некон музиката, нови успеси со него. И со оглед на неговото претходно искуство не беше никаков проблем. Со неколку проби Се сето тоа уклопираат. Освенете со шпанскиот јазик, меѓутоа за брзо Да, ќе се го видите, научи. да. Сега ќе гледам шпански филм. Ништо сега после емисија ќе се подучиме со шпанскиот јазик. Но да, како што велиш, ако имаш желба и сакаш, па ќе се снајдеш и ќе научиш, зошто да не. Мене ми е тоа предизвик, затоа што пошто ние се знаеме многу години и со Игорчи и со сите колеги сме другари и пријатели од времето, и знам точно кој дел од нивните настапи остава најголем впечаток. И знаев дека тој дел треба да го спремам. Меѓутоа, претходно јас тие песни ги немам пеено. И сега малку ми беше, да кажам, тешко. Да, предизвик. Меѓутоа, па ми е предизвик. Значи, сакам секогаш да учам нешто ново, пошто предпоставам и така се напредува, така се оди напред. И полека си ги симнав текстовите, па слушав, па една проба, друга проба, трета и веќе мислам дека се легнува се. А самиот тој трансфер, ајде да го наречеме, транзиција од еден бенд во друг, него доживеа тешко, стресно, бидејќи екипата, нели, ти се погоди тимот во добро, фидбек. па некогаш мислам дека тие промени и се здрави да се направат. Да, некогаш мислам дека тие промени се добри да се направат. Сега, нели, одлуката е малку тешка, затоа што нели претходно е нештото градено, стварано и нели така меѓутоа не би сакал сега нели да коментирам, тоа е веќе завршена работа. Сега одлуката за
каде и што понатаму, тоа е тој нели тежок дел, затоа што јас имав одлучено веќе во бенд да не влегувам. Навистина? Да, тоа беше Како? мојата одлука, меѓутоа која добив понудата од фидбек и од Игор, пак ќе кажам затоа што се знаеме многу добро и затоа и одлучив да влезам и ете таа соработка со нив да продолжи. Затоа што ги знам и како карактери, кои се, што се, како свират, како работат, на кој начин. И тука мислам дека ми одговараше тој дел и ете се одлучив. Значи, убедливи сте. Сте го купиле со позитивна енергија и со разговор. 10 години ние свиравме и на неговата свадба, значи цел бенд, така да не познавам многу добро Да, и браво. мислам дека Така беше, многу години се знаеме, многу време и кога ми понудија, едноставно во еден таков бенд и во еден таков тим, одлучив да влезам и да соработуваме заедно. Епа никогаш не вели никогаш. Така е, така Ти си е. рекол никогаш во бенд, ама Така Ете, реков, си ама се- ете испадна нешто друго. да, си се премислил, но и добро е, како што велиш ти, годи ова промена и ова одлука. А бидејќи спомнуваме во неколку наврати дека многу години се во прашање и секоја година над 100 настапи сте имале како фидбек бенд. Да. Како тоа се доживува? Каков предизвик е тоа? Дали е напорно? Понекогаш ви треба одмор, предпоставувам. па да, обично сме зафатени преку викендите, нели сите настапи се петок, сабота, недела. Понеделник и вторник нас ни се сабота и недела. Е, да. Одмор. Така да некако сме навикнати на сето тоа. Сега некојаш е проблем кога треба да се патува од еден во друг град, еве сега следниот викенд во Куманово, па во Струга. Треба да Аха. настапиме и така да тоа е Да. малку напорно да речам, меѓутоа ете, навикнати сме, го издржуваме, не ни е проблем никаков. А инаку останатите членови од Скопје се сите, мислам, тргнувате од една иста точка кога патувате? Од една иста точка тргнуваме, да, имаме комбен или со кој што се превезуваме. Сега Мајкл е само членот што свири на дувачки инструменти од Велес. Иначе другите членови се од Скопје. Добро, понекогаш ако треба по пат да го соберете. Па ако да, не да, се- ако не имаше е тој проблем. дел од Македонија, да, така е. Значи, ако се сака, се може. А што е Да. клучот до успехот да се биде толку години на естрадата, да се обстои во една хармонија, да бидете сложни сите, бидејќи сепак различни карактери се во прашање, нели? Колку и да има слога, секој Така, човек е различен, а треба да функционира како едно. Да, па треба истрајност, треба толеранција, треба ете едноставно Професионалност, некоја љубов према професионалност музика. кон работата, кон публиката, нели кај што свириме, така да сега нормално, затоа сме имали и промени во составот, во членовите, сепак е тоа еден голем долг период кој што низ кој нели еден фудбалски тим па има промени. Меѓутоа суштината и контекстот на групата е останато од самиот почеток, да свириме секакви стилови на музика за секаква публика. Така да гледаме тоа да го одржиме. Какви и да има промени, тоа е битно да се одржи тој дел. Значи сите музички стилови да бидат офатени, да биде се идеално завршено, сите настапи професионално да бидат изработени. И ете тоа е некоја формула нас што ни помогнала да обстоиме. Да, Да Димитар обстои групата. е најмлад член или во Димитар е најмлад, во да. бендот. Секогаш. Колку време веќе свириш? Кажа од 5 години. Прашете го колку од 5 години имам, години, но бро. колку имаш? Да, да Имам знаеме. 26 Колку години. време? Аха. Ја од детенце малечко. Да, кажа од 5 години, Да. значи и ти 20 години веќе се занимаваш со музика. Може да се каже, да. Значи, он е наследник на татко му, на Љупчо, значи он е исто хармоникаш. Ајде да Свираче. не речем поранешен, се уште си свири. Се уште да. Така да Што значи затоа- отаму љубовта? Од таму, да, од дете заден со музика, што се вика. Прво на клавиатура или на хармоника? Први на хармоника почнав, се манифестира се на клавиатури, па имаме секаква поварувачка, мораме забавно да свириме таква музика и Си треба и едно и друго, Си значи треба едно и друго. хармоника и клавиатури. Дали ти Зависи од како поварувачка. Да, од поварувачка. Дали ти како најмлад член добиваш совети од поискустите Па, во нормално, бендот? секогаш се- Дали ги прифаќаш? секогаш се консултираме. Они на мене, ја на нив, зависи. Ако е најмлад и он знае понекогаш совети да ни даде, така да Да. е млад, меѓутоа искусен, има многу време поминато на многу Да. свирки,
Одличен е Димитар. Така е, убаво кажа Димитар, едни со други взаемно си заедно даваме си помагаме, совети. да. Како велат на младите, светот останува, па треба и од младите да се Така е, така. Јас примат мислам некои дека- совети и искуства. Дека клучот за за одржување на еден бенд многу години е во највеќе во трпението и лојалноста. Затоа што нели повеќе, како што кажа, повеќе различни карактери, 6 души, значи треба да се има трпение, да се има разбирање, да се има разбирање, да се има лојалност за да може да се истрае со години. Кога тој дел ќе го снема во групата, тогаш брзо се раствара. Па да, може би понекогаш и полесно да се каже, ајде биди трпелив, ајде имај толеранција, имај разбирање, а некогаш и не може човек. Па да, нели? меѓутоа некогаш во карактерот едноставно некој или го има тоа или го нема. Значи некогаш може да се збори многу време, меѓутоа тоа е залудно, тоа е џабе. Али според мене тоа е клучот на за да може многу години да се издржи. Исто како во бракот, нели? Што слично. Па треба, секаде треба. Да. Како што велиш и во бракот и на работно место, нели толеранција, разбирање, доверба, лојалност. Тоа се некои добри совети што можеш да ги дадеш и на останатите во бендот како искуство од претходно, бидејќи имаш искуство Така секако и од така претходно. Што уште пак ти си научил низ годините? Какви совети си добивал ти на почетокот? Па добро, јас обично советите, нели што човек ќе ги добие советите, треба и да знае од кого ќе ги добие, односно да знаеш од кого ќе го купиш нештото. Јас сум имал можност да во текот на годините да се дружам, да соработувам со некои постари колеги, многу од нас. И од нив едноставно тие совети сум ги учел и сум знал да ги на некој начин да ги купам тие работи од нив, тие совети, за да нели понатамо во моето искуство, во мојата кариера, во мојот бенд, нели и така натаму, си го применам и на тој начин да функционирам, нели, со години. Да, кажете си се познавал, нели си разговарал со искусни, познати музичари. Имате ли можеби желба за некој дует од нашава естрада, за некоја соработка со наш музичар? Сте размислувале за тоа, како што да речеме сте имале и на српски јазик? Па да, сакаме да се посветиме, значи на создавање на наша музика. Сигурно дека би се случил некој дует. Сега размислуваме, меѓутоа не сме имале конкретно некоја понуда или ние да понудиме на некој. Да. Размислуваме, ако дојде да снимиме српска верзија на Пали Запали, сигурно дека би понудиле на некоја пејачка, сега нека остане тоа времето да си го покаже. Но женски вокал. Да, женски вокал. Би бил, да, бидејќи да, пејачка. Да. Какви се пак плановите за летово? Кажавте дека веќе имате ангажмани, сте букирани од претходно, каде се ќе настапувате? Па летото ни е преполно со настапи, значи како приватни забави, така и клубови по Македонија. Така да се надевам дека ќе си ги отсвириме свирките како што треба, нели? Да. Ќе објавите и на вашите социјални мрежи, публиката Редовно, да, знае, нели, ако сака да дојде некаде, редовно, да, има бидејќи објави приватни секогаш. веселби се едно, но сепак Секогаш во имаме некој реклама. клуб. Главните настапи има секогаш објава на нашите социјални мрежи. Да, значи во повеќе градови ќе ви има, ќе Да, може да. да ве видиме, да ве слушнеме. Многу ми е драго што ми гостувавте денеска. Во продолжение ќе видиме и песната Пали Запали, секако со видеозапис. Јас ви посакувам многу успеси понатаму и ве чекаме со нешто ново. Ете ви кажувам дека од сега ви се отворени вратите бидејќи најавивте нови проекти, Така. и авторска музика и како што кажа и сплет на латино музика. Па те чекаме со шпанскиот. Како ќе се снајдам. Ти благодариме Да. од срце, ние секогаш овде се осеќаме како дома, така да уште еднаш благодарност до тебе, поздрав до сите гледачи. Ете, наредно видување, живи здрави со нова песна и со нешто ново од нас. Така е, ќе ве чекаме. Поздрав за сите останати исто членови во бендот, кои што ги чекам па и следен пат, нели? Да се измешаме малку да дојдат Да. и останатите. Благодариме на Благодариме. поканата.
се гледаме повторно. Вие, драги мои, уживајте во најновата песна со видеозапис Пали Запали од Feedback Band, а ние се гледаме и утре во 10 часот наутро. Како што знаете, тој термин е резервиран за ново издание на магазин на Сител телевизија. Од мене, до гледање.